Почитувани новинари, почитувани граѓани на општина Гевгелија. Еве денес нов ден, без реакција од нашиот ни против кандидат господинот Иван Франгов. Вчера јавно го повикав пред сите да даде конкретни одговори, но очигледно ги нема. А јас мора да го одржам тоа што го ветив. Мора да преговорам за уште еден изгубен проект во изминатиот период по грешка од нашиот ни градоначалник. Почитувани новинари, почитувани сограѓани. Се работи за проект кој е дизајниран и промовиран пред 12 години. За негово прифаќање и одобрување на средства за реализација потребни беа 4 до 5 години. Откако успеавме како општина, во еден од претходните мандати на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да ги убедиме европските партнери и пријатели во потребата од реализирање на овој проект, беше најден и модел и парите од Грција преку нивната 5-годишна програма за развој и унапредување на прекограничната соработка да се трансферираат на сметка на нашето Министерство за животна средина. Свој епилог, долгогодишните напори да се изгради пречистителна страница на реката Вардар добија во 2010 година, кога конечно се потпиша договорот меѓу нашето Министерство и амбасадорите на Грција и Швајцарија. Се работи за сума од 9,5 милиони евра. Неповратни средства, европска помош за Гевгелија, арно ама, бидејќи тоа е ситно, можеби за господинот Франгов, тој на денот на подпишувањето на овој договор бил нешто зафатен, па го испратил председателот на Општинскиот совет. Од подпишувањето на договор до денес, Франгов си спие на едно уво, кога е во прашање изградбата на пречистителната станица. Прво за сите овие години, ниту еднаш тој не покажал некој интерес за овој проект. Второ, при секој споминување на изградбата на пречистителната станица, на секој инсистирање на Министерството за животна средина и представниците на грчката и швајцарската амбасада, Општина Гевгелија сериозно да ја свати важноста на овој проект, да биде позаинтересирана и поактивна, Франгов или останувал пасивен, или пак незаинтересиран. Или пак ја отварал дилемата дали на нас како општина воопшто ни е потребна изградбата на таков за наши услови капитален комунален објект. Според подпишаниот договор, изградбата на пречистителната станица треба да заврши во 2014 година. Вие, господине Франгов, намерно ја одговлекувате постапката затоа што се уште немате најдено начин како да го наместите овој тендер. Па малку потешко се мести тендер кога се европски пари во прашање и тоа донација. Значи, господине Франгов, дајте ни очит што се случи или што се случува со овој проект. Или и овој проект како оној со детските градинки е веќе со изминат рок, за реализација па изгубивме за нас како општина значени неповратни средства за кои некои пред тебе сериозно работеле за да ги обезбедат. Инаку, почитувани сограѓани, да ве потсетам дека општина Гевгелија има и законска обврска да изгради станица за пречистување за отпадни води, а Франгов цел мандат се игра со проектот како да е во прашање дали ќе гради или не чешма во неговиот двор. Зијанот за нас граѓаните ќе биде двоен. Сакам и да посочам дека општина Гевгелија, како и сите останати општини во Република Македонија, ако не ги искористат донациите за изградба на системи за третман на отпадните води, односно пречистителна станица во Гевгелија, согласно со барањето на македонското и европското законодавство, во иднина ќе треба сами да ги финансираат изградбите на овие пречистителни станици, а тоа значи со пари на граѓаните на својата општина. Затоа, доколку ја добијам вашата доверба и бидам градоначалник на општина Гевгелија, најсериозно ќе пристапам ко реализација на овој проект, бидејќи доколку не го фатим и последниот воз, во иднина ќе треба од општинскиот буџет да се издвои од 7 до 9 милиони евра за оваа намена. Несериозноста на првиот човек на локалната самоуправа во Гевгелија ќе мора во најкраток можен рок да ја поправиме. Со тоа ќе спречам граѓаните да плаќаат повисоки за 2-3 пати цени на комунални услуги. Затоа и ќе повторам. Гевгелија и гевгеличани не заслужуваат такво лажење. Такви дела, злодела и ќе ги казнат на 24 март. Гевгелија и гевгеличани заслужуваат фер шанса. Заслужуваат чесен и одговорен однос од својот градоначалник
заслужуваат почит, а не подценување. Добил одговор или не од градоначалникот во заминување, сакам да ви најавам дека на утрешната пресконференција ќе зборуваме за што едно дело злодело. Тоа како Франгов ја води постапката за набавка на основните средства за работа на јавното предпријатие Комуналец Гевгелија, односно купувањето на 3 камиони од комуналното предпријатие во Гевгелија. Ви благодарам многу.